Поречиси 2 седмици интензивни подготовки на физички план, реконструираната екипа на ГФК Осогово во недела стартува со контролни надпревари со цел да се уиграат фудбалерите за да действуваат како хомоген тим. На тренерот Крстев нема да му биде ни малку лесно, бидејќи за релативно кус временски период во клубот се случија големи промени. Пред се во играчкиот кадар, па од сето тоа да се создаде фудбалска машинерија ќе представува сложена задача. Но друга алтернатива нема, па периодот до почетокот на вториот дел од првенството ќе се искористи за уигрување на сите линии во составот преку надпревари со силни противници. Ја завршивме првата фаза од подготовките и сега влегуваме во втората фаза каде што се работи на брзинска издржливост и техничко-тактички екипата се подготвува за тековното првенство. Околу засилувањата се доведени поголем број на играчи од страна, но се направи рез од претходната сезона каде што повеќе од домашните фудбалери не го продолжија договорот со фудбалскиот клуб Осогово и така да ростерот се уште не е заокружен на фудбалскиот клуб Осогово. Потребни се уште 2 до 3 фудбалери во секоја линија и се надеваме дека до крајот на предниот рок и тоа ќе се реализира. Инаку првиот тест контролен надпревар го играме веќе во недела со Кожув од Гевгелија во Кочани со почеток од 14:30 часот на градскиот стадион Никола Мантов. Што се однесува до очекувањата за пролетната полусезона, сигурно дека се зафативме со проект каде што се надеваме дека ќе го реализираме, тоа е опстанок на фудбалскиот клуб Осогово во втора Лига Исток. Свесни сме дека ќе биде тешко, но нормално. Надежта последна умира и така да мислам ќе работиме со сите наши можности и капацитети да тоа го и реализираме. Првиот подготвителен надпревар Осогово ќе го игра во недела против второлигашот Кожув и тоа на градскиот стадион Никола Мантов. Овој дуел ќе нема резултатско значење, но набивачите на жолто-сините ќе можат на дело да ги видат 9 засилувања доведени во преводниот рок. 3 дена подоцна Осогово ќе игра вториот дуел, овој пат на гости во Прилеп, против реномираната Победа. Поради ново ангажираните фудбалери, но и поради тоа што Осогово во последните 2 месеци е во врвот на интересот во градот, голем број фудбалски навивачи со нетрпение очекуваат да видат што тоа ново се случува во кочанскиот второлигаш.